Многу е фантастична, честитки. И навистина не знам како е кај вас чувството, меѓутоа лично зборувајќи за себе, се радувам кога ќе добијам новогодишна честитка со желби и пораки секако за успешна следна нова година. Претпоставувам дека секој еден без оглед на годините кои што ги има посебно чувство кога во поштенското сандаче ќе пронеде токму новогодишна честитка без оглед на тоа што технологијата и техниката ги изедоа сите оние останати начини на кои што порано во минатиот век си честитавме нова година. Првата детска амбасада во светот меѓаши оваа година 8 пат веќе традиционално овозможува на сите кои што се уште не купиле новогодишни честитки, а и оние што купиле, зашто да не купат повторно, да го направат купувањето на нивните новогодишни честитки, со што ќе направат повеќе добри тела. Снежана Пановска имаме како представник од меѓаши, од мене како најава толку сето останато во слушаме од неа. Снежа, добро утро, добро дојде. Јас кажав она што кажав, само еве чисто да тргне муабетот, 6 нови мотиви оваа година имаме. 6 нови мотиви, точно како и секоја година, 8 година поред, првата детска амбасада меѓаши, повторно со новогодишните честитки, значи да си честитаме нова година, да си пратиме новогодишни честитки, да си посакаме се најубаво. 6 нови мотиви, имало години кога мотивите од детските цртежи, имаме тука нешто што е останато од претходните години, биле оние кои што биле на тие новогодишни честитки. Оваа година гледам нешто поразлично. Нешто поразлично, значи до пред некоја година се изработуваа значи мотиви, значи директно од детските раце, но по барање значи на купувачите, на деловните значи работници, значи тие се бараат по деловни мотиви, по комерцијални значи мотиви. Добро. Е сега 6 нови мотиви, меѓутоа се уште и оние можеби кои што ги сакаат пак напротив детските мотиви, имате останато од минатите години залихи со такви честитки, што значи дека изборот е голем, сечи вкус може да се задоволи, а тоа задоволство ќе ги чини 35 денари заедно со сапликот. Да. 35 денари е цената на овогодинешните мотиви, значи цената си оди со вклучен плик. 35 денари значи со ДДВ, значи бидејќи не сме даночни обврзници, значи ослободени сте. Ослободени сме од данокот, а старите мотиви значи како што се останатите значи минатогодишни мотиви, тие чинат 25 денари исто така со вклучен плик. Добро. И сега да кажеме, честитките не ги продавате туку така. Секоја последица си има и своја причина или секоја зошто си има затоа. Овие честитки, средствата кои што ќе се соберат од нивната продажба, се повеќе наменски. Секако. Значи меѓаши едноставно обстојува значи од сите овие работи, значи од оваа новогодишна акција, од новогодишните касички, значи секој што ќе купи, значи мисли дека не знае каде би оделе парите, но парите би оделе директно во меѓаши, би се помагало на децата, значи одат за дневниот центар за деца кои не одат на училиште, но доаѓаат и деца кои одат на училиште, но што им се помага, значи при нивниот престој во дневниот центар, значи СОС линијата која веќе 20 години работи во Македонија и бесплатна правна служба. Добро, само да кажеме дека дневниот центар го посетуваат околу 15 на дечиња. При нивниот престој, да кажеме зашто се потребни средства, затоа што им нудите топол оброк, имаат можност за секојдневна лична хигиена, исто така имаат и психолог со кој што работи психологот со нив, а тука сте секако и вие кои што се волонтери и кои што максимално се вложувате за еден поинаков ден на сите тие дечиња. Точно. Ние се исполнуваме кога работиме со нив и е прекрасно. Добро. Каков е интересот за новогодишните честитки? Пред малку кажа дека бараат нели потенцијалните купувачи на истите некои подделовни мотиви, меѓутоа еве чисто во разговор со некои твои пријатели, познаници, можеби не толку блиски или далечни, дали се одлучуваат за ова или сепак она што е класична новогодишна честитка со некои препознатливи мотиви, па да свири, па не знам веќе какви ги нема денеска, се она што сепак е нешто за што почесто би се одлучиле купувачите? Од купувачите има се поголем интерес, секоја година се повеќе и повеќе, што би значало дека купувачите сакаат да донираат, сакаат да бидат хумани. Значи секоја година нормално да не кажам води некоја честитка, значи дали ќе биде тоа елка, дали ќе биде тоа црвена, ама секогаш има некоја што од најмногу им се допаѓа, значи да, на купувачите. Добро, и само да кажеме сосема за крај, Снеже, телефонскиот број на кој што може да се нарача? Значи, честитките може да се нарачаат на 245-316
Добро. Или на нашата имейл адреса info@childrensembassy.org.mk. Исто така може да ни го погледнат сајтот, исто childrensembassy.org.mk. Добро, доколку не можат ниту на телефон, ниту на вашиот мејл, тогаш може да ве посетат. Секако може да не посетат во нашите простории. Ние се наоѓаме во аеродром на улица Коста Новајковиќ 22. Така, и уште еднаш да потенцираме, значи, овие честитки, чисто за да им помогнеме најнапред на дечињата кои што престојуваат во дневниот центар, за да бидат подобро пречекани од ваша страна и да се дадат подобри услови за престој додека се таму. Можат да се набават овие честитки по 35 денари и вклучен е и плик со нив, меѓутоа немаат никаков данок на додадена вредност, бидејќи вие како прва детска амбасада во светот Меѓаши сте ослободени од таа давачка. Значи, јас ти благодарам, еве ние како медиум колку толку придонесовме, нели? Секако ви благодарам. За да може да се соберат пари првенствено кои што ќе бидат наменети за децата кои што се тука некаде околу нас, меѓутоа честопати забрзани за да бидеме побрзи од животот, не ги приметуваме. Меѓутоа затоа сте тука вие. Ти благодарам уште еднаш, значи ги кажавме можностите на кои што можете да ги купите овие честитки, да дојдете